За првата Лего лига во Македонија успешно завршена, финалистите ги имаме Данопс во студио. Момци, не знам дали сте гледале, бидејќи ви сте една дама, прости Бисера, прости Бисера. Ги имам се запишано, инаку со имиња на оваа возраст тешко. Инаку има еден цртан филм беше, па потоа филм Инспектор Гаджет. Цеце ми е Инспектор Гаджет. Сега? Да, се сеќаш? Инспектор Гаджет, не текно? Не. Ви препорачувам, тоа е малку постар цртан филм, ама ви го препорачувам. Има инспекторот, ги има сите можи гаджети и кога се наоѓа во некаква состојба и неволја и се претвара и да речем мален има ваква една капа, инспекторот и го спасува светот. Па добро, супер вака звучи, ама јас се заљубив во капата и малку ќе ја понесам, па после ќе ти ја вратам. Да знаеш дека ова не знам дали ќе биде вратено. Ќе биде. Ќе биде. Чекај вака, Ноа, Бодан, Ален, Тео, Ведран, Бисера, Синиша, Иван, Петар, како ве направивме? Песна. Песна. И Паска, ти благодариме што си утрово тука со нас. Некако да го воведеме целиот приказ на First Lego League или првата Lego лига. Имено, се сеќавам дека пред отприлика колку месеци, 2-3 можеби во студиото го најавувавме како така отприлика. Го најавувавме, ама сега победничкиот тим официјално Данопс кој што патува, здравје Боже, во Флорида, во Соединените Американски држави. Прво патување ќе биде претпоставам дека за многумина и отприлика што можеме да препознаеме фокус, детерминираност и она што се вели победнички дух, најважното можеби за тимскиот дух за Данопс. Ова се учениците од Јанки Инженер Скопје, Македонија. Учествувавме на First Lego лига надпреварот кој што се одржа на 1 март во Diamond Mall и се надпреварувавме во 4 категории. Иновативен проект, истражувачки проект на кој што темата е океани, како со технологијата повеќе подобро да го спасиме биоверзумот, екосистемите. Потоа се надпреварувавме во роботската игра, тоа е игра видлива, која што е најзабавен дел, имаат 16 мисии да извршат за 2,5 минути. Имаме роботски дизајн. Како 16 мисии за 2,5 минути. Добро. Роботски дизајн користавме во надпреварот и имавме основни вредности категорија каде што се оценуваат тимот како функционира како тим, како... Што е пресудно, Васка, и за еден победнички тим? Тимската енергија, веројатно, е клучната и децата едни со други нели да се усогласуваат, да се поддржуваат, да се бодрат и кога е најтешко нели да си даваат позитивна енергија, но за да имаме уште еден победнички тим, можеби во Флорида или за некои поголеми резултати, што ги советувате овие момци и девојки за тоа што е најважно кога е тимот во прашање? Да се слушаат пред себе си, да бидат тимски играчи, да се прифатиме такви какви што сме, со сите доблести и мани, дека големината на еден човек е да го прифатиш другиот таков каков што е, да работат заедно, да истражуваат заедно, секоја критика да биде добронамерна критика и секогаш да ги споделуваат своите идеи. Чинам дека пред почетокот на First Lego League тематиката ја имате, така? Да. И ја споделувате на сите и они практично сите пред да започне официјално во Diamond Mall го имаат како концепт идеја проект, така? Да, на глобално ниво работат сите во светот, значи негде 104 земји членки учествуваат на First Lego League надпреварите, на глобално ниво сите работиме на иста тема. И сега веќе ќе се сретнеме 50 држави најдобрите во Америка. Да, може ли дел од децата држат веќе некакви експонати или како да ги наречам, делови. Подморница е победничкиот проект. Може ли малку секој еден од вас да ни подобјасни што имате во рацете и што се подразбира победничкиот проект? Да, Ноа го има, да речеме, срцето на целиот на целата подморница. Така бидејќи тоа е претпоставам дека девајзот, така, односно нешто што ќе го движи, што ќе го Микрофонот само. Ноа? Ова е мејн роботот што има како кутија и има два мотори за движење од доле. Еве сме тука на оваа камера, два мотори за атачментите. Еве го првиот атачмент. Може Ноа ти да му го држиш микрофончето за да може. Помагајте си така добро. Да. Што се случува сега? Значи, ова е прв атачмент, не баш гајле колку време треба да се става. И ова деловно прави можда 5-6 месеци. И земува работи што се оставени на метод со ова и земува еден октопод што роботот се враќа у база, го ставаме тука и потоаш од после
оди до еден круг на метод што е и го Ова се Ален го замислуваме дека е на дното на морето, така? На некој начин, како подморница, добро. Добро. Не, ова е на масата, се движат, има маса, мат, голема маса на која што се движат. Иновативниот проект е нешто друго што може у било кој начин да си го развиваш. Добро. Следниот дел, може вака да си помагате со микрофончето. Ти држи го. Аха, добро. Ова е атачментот, затоа што јас го нарекувам бродот. Имаме еден брод на масата што има ковчег во него и ние треба да го подигнеме, да го дигнеме тој брод за да може да го земеме богатството. И овој атачмент технички што прави се движи напред, го дига бродот и потоа има како роботска рака. Не е баш роботска рака, него кран што ќе дојде и ќе го земе ковчегот, ќе го дигне и ќе го врати во база. Исто така има како едни корали што треба да ги извадиме и да ги качиме горе како на кука што се да ги обесиме. И исто така ова, пошто има исто таков дизајн, само може да ги подигне и да ги намести. Супер, одлична презентација. Следното што е? Ајде, следен атачмент. Уште сме Значи, што одбираме овој атачмент е за да го фатиме скуба драйверот или нуркачот и да го воведеме во база, а ова што се врти е за да го чекајте малце, не. Да, знам. За коралите ова се крева или спушта за коралите да ги земе и за да ја удри ајкулата. И за да ослободи од карпите. и ова од напред што не е за друг дел. Портокаловото. Да, за гребен. Аха. Добро. И уште еден дел имаме. Ајде тој да ни го испрезентира. Бисера, ти ќе ни помогнеш со микрофонот. Овој атачмент ни служи за да ова треба за бродот, да има брод на масата, има потоа ковчег и ова го служиме за да го крене бродот и ова го фаќа ковчегот. И овде од кога ќе земеме со оваа емисија, тие нуркачот ќе оставиме овде и фактички треба да се стави на масата, и вака ова служи како Дигалица некаква. Да, го става на една рампа. Само микрофончето ќе те молам. Скубата е става на као шипка и потоаш друг корален гребен го удира доле за да ги диге и потоаш оде во база. Чија е идејата првична? Затоа што ова е тимска работа, меѓутоа веројатно, нели, се собираат идеи како што ќе биде проектот, потоа се разработува идејата. Чија беше идејата за ова да биде крајниот проектот? Идеите се нивни. Секогаш на почетокот стартуваме со стратегија, значи секој си добива така задача практично за да може да замислат што ќе прават, да направат стратегија, бидејќи имаме ограничена временска рамка во која што треба да се движи роботот и секогаш децата се трудат да направат атачмент кој што ќе изврши повеќе мисии во исто време за пократок период. Ален, ќе ти ја вратам капата со тешко срце. Ja, да знаеш нека доаѓаш. Многу ми беше пријатно, меѓутоа мислам дека тебе поубаво ти стои. Сам си ја направи? Васка ми ја направи. Васка ја Ама направи. вистински репрезент некако. Вистински Одлична е, да. репрезент. Веројатно и таа ќе патува за Флорида или тешко? Мислам да. Не, сериозно, возбудени сте, препоставам дека и за Флорида посетата, меѓутоа и она се што стои можеби на календарот за посета Бисера? Да, многу сме сите возбудени. Да. Кога ќе биде патувањето во Флорида? Јуни. Крај на јуни, почеток на јули. Да, од прилика да им објасниме сите кои што не гледат како наши утрински пријатели, што секој се случува во Флорида. Вие сте практично на светското првенство, така? Да. Во роботика. Да им представиме на луѓето што всушност ДНОПС ке прават во Флорида. А може ли прво да ви го кажат слоганот за Ајде, НОПС? слободно. Ајде, што значи НОПС? Ајде, Бисера. Ние сме The Noobs. New Ајде, ако, кажи го ти. Original. Operational. Best. Students. Што во превод значило? Нови
оригинални, најдобри ученици. Браво. И Флорида, што се случува сега? Јас мислам дека ќе се случува како ист надпревар кој што беше Во Скопје? тука, ама само меѓу најдобрите. На поголемо ниво. Да, и во Америка. Се плашите, прв пат ќе ви биде претпоставам на голем дел од вас да појдете во Америка. Се плашите ли од таа конкуренција на светско ниво, од децата кои што ќе ги запознаете таму, или едноставно сметате дека она што вие го имате носечки најдобар проект? Не мислам дека како сите имаме трема за тоа дали ќе победиме, ама тоа што јас мислам дека ние само треба чувство на одговорност. Најмногу да се дека ние само треба најмногу да пробаме. И кое место и да освоиме сепак е победа за нас. Ајде Иван и Петар да ги вклучиме таму сосема на крајот. Кажете ни, со лего коцки претпоставувам сите сте растеле уште од знаете што се случува? Од најрана возраст, дали тоа беше можеби момент да го засакате целиот овој проект дополнително? Колку на времето кога сте биле малечки сте си играле со лего коцки? Да. Јас од 3 години прво почнав со лего дупло. Па потоа на 5 години почнав со нормално лего и на 9 се запишав во Young Engineers, каде што една година учев во програмата WIDU, па сега сум во Spike. Одлично. Ајде Иван и ти кажи ни од кога како се роди љубовта за лего коцките? Па мене љубовта за коцките ми почна како од некој си црта таму имаше како лего коцки, како многу ми беше интересен и после почнав да молев мајка ми за нова година дај ми лего. Дедо Мраз да донесе лего. Иван, знаеш што ми се случи мене кога бев на твоја возраст, собирав лего, тогаш нели сега има многу популарни лего за Хари Потер, лего, мислам да сите нели за се нешто и јас собирам и бураго колички. И во еден момент кога се селевме со моите, јас веќе бев израсен поголем или повозрасен. И кога се селевме со моите родители, ние спрашувам каде се моите лего, мајка ми па ги дадов. Така што денеска срцето ми е скршено да се ги чувате таму некако е безбедно да не ги утре дадат мама и тата. И кога ќе бидете големи, забавата може да продолжи. Да. Васка, Иве, може и ти да ни потврдиш за тоа колку е важно децата од најрана возраст да бидат во тој лего свет. Кои се бенефитите кои што понатака во животот може да си ги развијат? Колку порано тоа е поубаво, бидејќи кога се остава имагинацијата на децата да работат со коцки и да бидат out of box надвор од нивното секојдневно размислување, процесот на логичкото размислување веќе иде во погорна линија, така да колку е порано е поубаво. Во овој процес децата веќе започнуваат и со некаков тип на програмирање заедно со роботиката и механиката која што се вклучува во пораната возраст, каде што имаат визуелни блокови. И се комплементарни двете, нели, една со друга, едни со други. И целиот тој процес вклучен како едукација овозможува логичко размислување, тимска работа, како што кажавме, иновации, голем внес на иновациите и сите тие можности ги спремаат за вештините спремни за 21 век. Велиш 104 вкупно земји од светот се членки на делот First Lego League. Бодан некако ве го прашав нели зад камери, ки имаат ли други активности, така? Сипак не знам дали споменате НАСА и така натаму? Да, споменавме дека ќе одиме во НАСА, се надевам ќе имаме шанса да видиме лансирање. На 4-дневен е надпреварот. Со полна агенда, децата се надпреваруваат и на истата тематика како што и тука се надпреварувавме. Ќе работат исто така со презентации на истражувачки проект, роботска игра, основни вредности, роботски дизајн, тоа имаат посебни студиски соби каде што таму најмногу се вреднуваат ораторските способности, не треба да бидеме спремни како да се презентираме за сето тоа што го учевме досега и нормално многу забава, ќе имаме наша пит зона кај што ќе си ја представуваме државата, ќе видиме многу забавни украсни. Ако ви завидуваме. Ќе ни се јавите од таму, може? И да ни се јавите некој таму ако
лансирање некој начекате? Ова ведно сакаме да ни го снимите. Ајде да ги вклучиме останатите дечиња, кој ни каже нешто, Тео можеби, да ни каже од кога исто ти ги сакаш лего коцките, што најмногу ти се допаѓа тука во Young Engineers и што можеби очекуваш од Флорида? Јас почнав да градам лего коцки на 1 година. На 1 година? Да. Секоја чест, браво. Браво. На 3 години почнав со Лего Classic. Па потоа следна фаза. Следна фаза ми било со Лего Creator најчесто. Па потоа кога се приклучив во Young Engineers, првин бев со Widow 2.0, па потоа со Spike. Сега тоа што значи, Васко? Ние не разбираме. Тоа значи дека Widow 2.0 е основна basic програма во која што децата започнуваат исто така со роботизирани модели. Користиме, како сега во моментот што е на екранот, користиме сензори, користиме мотори и е по симулативна програмскиот дел со визуелни блокови, drag and drops, каде што се блокчиња од секојдневниот препознатливост на децата со стрелки на вртење, песочен часом, ништо што го гледаат во секојдневниот дел. Затоа и тука може да се вклучат дечиња од 5 годишна возраст. Исто потоа продолжуваат со Spike Essential, кој што е понова генерација од Widow 2.0. И исто работат, меѓутоа таму е по апгрейд ниво, односно имаме повеќе типови на сензори, користат color сензор, детекција, дистанца, користат повеќе циклуси. Малце по-комплексни можеби по-комплексни се перформанси. Програмите и подоцна завршуваат со Spike Prime програмата која што е оваа програма за подготовка на надпревар. Извини, само да кажам, иако со помалите програми кои што веќе ги зборувавме, идат на надпревар и помалите дечиња од 5 до 9 години. Да, тоа се децата со First Lego Liga Explore. Во саботата имавме исто надпревар повторно во Diamond Mall, каде што беа 27 тима, од Young Engineers имавме 4 тима, морам да се ги поздравам учениците. Имавме исто така голем успех, освоива и прво место, 3 втори места. Така да овој процес... За која возраст е таа? Од 5 до 9 години. Добро, а ова што патува? Од 10 до 16. Тоа е еден од главните критериуми, дека тоа е... Да, така е, возрастната граница е таа. 104 практично победнички тимови патуваат во Флорида, така од сите земји учеснички? Овие 104 држави се поделени на 5 слота широм светот, бидејќи не е возможно 104 држави да бидат на едно место. Организацијски, така да ќе се одржуваат Флорида, Грција, Австралија, мислам дека има уште еден во Америка и истовремено се случува? Не, во различни периоди се. Например, сега во Грција се во мај. Додека второпласираниот тим, например, оди во мај сега во Грција на светско ниво. И што се случува ако ни победи The Noobs? Па не знам, не ќе кажат учениците што би направиле ако победиме. И дали... Освен јас што ќе ги изгушам и ќе се исплачам заедно со нив, за мене не треба ништо друго, ама они сигурно имаат некои очекувања. Што е, каква е наградата прво пред се што се добива? Наградата трофеј. Трофеј, добро. Ваков, само вистински. Овој ист, само ова одоздоле сега е хартино, таму е направено од златно што пишува Submerged и прва награда за тоа. Злато си злато. Нели? Има златно, сребрено и бронзен и има исто и диплома до твојот тим. Да, знаеш што, Васка, што е важно и значењето на First Lego League присутно во Македонија? Првата Lego Лига, колку е значено за сцената за младите? Значено е пред се за децата, значено е за самата држава. Па да најмногу да кажам и за бизнес секторот и нашиот сектор, кој што овие дечиња почнувајќи од 5 годишна возраст треба континуирано да растат и во основното образование, да кажам, ако можеме да допреме до тој дел, од прво до четврто, па и нагоре, затоа што децата треба да ги задржиме сега, додека се тука, некои ќе се изградат и кои ќе видат дека нашата држава треба да им помогне во овој процес, да ги земат, да овие деца да ги надблюдуваат, да ги регрутираат на вистински начин, да ги поттикнат да не заминат од оваа држава. На овој начин може да успееме да ги задржиме тука и да останат наши идни лидери и наши иноватори во оваа држава. Петар спомена дека нели се вклучува во Young Engineers. Ме интересира сите што не гледаат, како може да се вклучат во Young Engineers?
Едноставно е, треба да ги следат уписите и само да си аплицираат за уписи. Кога ги имаме врска? Ние негде крајот на август најчесто пуштаме уписи, така да сега сме во завршна фаза со постоечките групи, идеме на надпревар, правиме кратка пауза за летото, имаме некои тековни активности и негде август ќе имаме официјални уписи. Инаку подморница ова се презентира таму, така во Флорида. И подморницата. Има 4 делови. Еден што е ова што објаснавме сега, роботска игра, и имаме и судиска соба, каде што презентираме иновативниот проект, што наша ни е подморница, а и плюс роботски дизајн, како сме го дизајнирале роботот и зашто ни е најдобар роботот и атачменти за оваа година. Така. Момци, што правите од Лего кога немате вака никоја зададена задача? Бодан, што најчесто сакаш по дома, можеби да се правиш, или кога сте на часови, дали имате слобода за... Имаат васка слобода да прават некогаш по нивна желба нешто? Што ви е најинтересно да правите од Лего? Обично дома, кога правам нешто од Лего, тоа секогаш многу сакам градежна отпрема од Лего багери, нови булдожери од Лего да ги правам. Посебно со Лего Pneumatics и со Лего Power Plus Functions, тие може да се програмираат исто и преку телефон да се контролираат, а исто така не секогаш со Лего, него и од време на време со роботика, Arduino, мекатроника и такви работи. Ајде може секој од вас да ни каже што најчесто си прави од Лего. Нека сврти микрофонот. Јас сакам најмногу да правам макети, како што е Титаник, некои убави коли и исто така, јас дома имам исто така многу макети од ракети, Space Shuttle, некои коли стари и Титаник, што го изградив, што е долг 1 метар од Лего. Вистина? Да. Браво. И најмногу сакам тоа. Ние треба да дојдеме кај тебе дома да го снимиме Титаник. Така треба да направиме. Да. Бисера? Видиме што женско багери, слушаме бродови, авиони и така натака. Што едно женско сака да прави? Јас градам каквакви куки, оние што се за овие Friends Lego куклите што се. Добра. За нив јас градам цели како куки, Со соби се опремени така? Да, се. Одлично, добра. Најчесто немаат кров. Добра. Повели? Јас дома најчесто правам коли или повеќе како историски места. Јас дома имам многу коли, имам Порше дома, од Лего и исто и така имам кинескиот зид, Тадж Махал. Браво. Интересно дека секој си има собствен свет на крајата. Да, и тие стојат како експонати дома, предпоставувам, и не се чепкаат. Значи, само да не биде како во мојот случај. Мама, тато, таму речете ова строго забрането за чепкање. Јас дома понекад си градам на коли на слободното време, ама порано кога бев имав како вокав диносарус, црвен, Тирекс и ми се скрши бидејќи падна од маса. Тоа значи дека треба пак да си направиш. Јас дома во моето слободно време со Легото правам тенкови, авиони, бродови. Супер. Браво. Значи Петар со авиацијата е. Артилеријата. Кој ни остана? Ноа, Тео? Ајде, Тео? Јас во слободното време некогаш го градам Париз. Браво. Како Париз, Ефелова кула или цел град? Цел град. Браво. Добра. Многу интересно. То некогаш градаме диносауруси. Супер. Браво. Такви работи. Браво. Ајде, повели Ален. Јас имам две големи креации ја што сум направил. Замок и мал град од medieval era и плюс Battle of Hoth од Star Wars. Имам направено цело со AT-AT и така. Based in New Zealand? Тамо во Нов Зеланд, во прекрасниот. Супер. Каде што е? И Ноа? Што е триумфот со Лего? И јас кога имам како слободно време, во нормално време правам како коли,
понекогаш ќе правам лего мотори, што работат како направо смукалка и прават звуци и понекогаш ќе правам така како некои куќи, па ќе купувам уште неколку коли и така нешто. Супер. Многу е иновативен, би рекла, светот на лего роботиката, светот. да, и роботиката и продолжете генерално. и понатаму да го правите ова што го правите. Ние ве следиме и се надеваме дека од Флорида ќе ни се јавите па со едно големо злато. И да ни ја чувате бисера се. Да. И се надеваме дека пак ќе ве пречекаме тука во студио да прославиме за убавите работи. Благодариме. Благодариме. Може една вака една The Noobs. Ете така, нека ви биде поздравот директно во Флорида. Ве прегрнуваме, чекаме, ако начекате лансирање на некоја ракета во нас, а тоа обавезно. Ама ќе се договориме тој период во јуни да ни се вклучите сите таму. Мислам дека вам ви е лесно со TikTok, мили сигурно сега, па да ни се јавите бар да ни пратите поздрав. Може така договорено? Супер, фала ви многу што не бевте убаво друштво.